До сега следевте дел од разговорот со Босилка Колева, медицински представник, односно медицински застапник, советник на Генома. Разговараме за матични клетки и предноста на семејството со трансплантација на матични клетки. Споменавме дека лекувањето со матични клетки е релативно ново нешто кај нас во државата, но што вели медицината, колкав е спектарот на болести кои може да се лекуваат со трансплантација на матични клетки? Како што кажа, значи од 88 година па натаму диапазонот на болести се ширеше и се надеваме дека ќе се шири, односно се поголем број на болести ќе се лекуваат токму со матични клетки. До сега како стандардна терапија матичните клетки служат за третирање на болести на крвниот систем, односно пред се тоа се разни видови на леукемија, анеми, потом миелодиспластични синдроми, оштетување на централен нервен систем, како мултипла склероза, значи детска церебрална парализа и така натаму. Значи регенерација на оштетени ткива од некој тумор, рак. Навистина медицината има предвидувања дека голем број на заболувања ќе се третираат токму со овие матични клетки. Предноста на родителите која е од матичните клетки, од земањето на матични клетки на своето дете? Во однос дека родителите се одлучиле да го сочуваат тој материјал, тие имаат за 24 часа достапност да тој материјал биде искористен за некој член од неговата фамилија. Сега, кога родителот, односно кога тоа дете би го немал тој материјал достапен, би требало да бара. Барањето на компатибилен трансплант на вистина представува тешка процедура во однос на времето, затоа што е потребно едно 3 до 6 месеци да се најде компатибилен трансплант. Во случај кога ги имаме сочувано матичните клетки, тие не се достапни за 24 часа. Времето е круцијален фактор за прогресивните болести, односно за оние акутни, например, леукемии, каде што агресивно се развиваат и, како што кажа, времето е круцијален фактор да таа болест биде спречена, односно да се убрза третманот на самата болест. Така да родителите се во огромна предност кога го имаат сочувано тој материјал во однос на времето, пред се и цената. Цената која што ја плаќаме за оваа услуга е релативно пониска во однос на цената за барањето на компатибилен трансплант. А постои можност дека и можеби нема да најде компатибилен трансплант. Постојат неколку банки, споменавме, значи има банка во Грција, банката Генома, значи како треба родителите и што треба да направат за да бидат сигурни во тоа дека нивните матични клетки ќе бидат успешно зачувани и дека може да ги користат и по 20 години? Значи родителите пред се треба да се одлучат за сигурна, доверлива банка која што постои подолго време. Конкретно Криоинститут постои веќе 13 години, како што спомнав, кој што прима примероци од цела Европа и е членка на Фамикор групација, односно групација која што има во себе не само банки, туку и трансплантациони центри, така да клиентите на Криоинститут би имале подршка и со евентуална клиничката употреба на тој материјал. Значи тоа е една профитабилна институција која што планира да постои уште многу долго време. Родителите обично подпишуваат договор за 10 или 20 годишно чување, така да Крио се обврзува за тој временски период да го чува тој материјал. Нормално наша цел и замисла е да родителите го чуваат тој материјал за текот на целиот живот на тоа дете, така да после истекот на тој договор тие подпишуваат нов договор, го продолжуваат, значи договорот за уште наредни 20 или наредни 30 години, во случај да сакат да го уништат тој материјал, значи Крио прво се советува со родителите дали сака да се уништи тој материјал или евентуално да се донира. Во сушност родителите го поседуваат тој материјал, иако материјалот се чува во Унгарија. Така да треба да станува збор, значи за една сериозна институција, затоа што ипак не е мала работа обработката на тој материјал, односно да добиеме што поквалитетен материјал, односно што поголем број матични клетки кои што може да бидат искористени. Многу е битно времето на транспортот, односно од моментот на собирањето на папочно-плацентната крв до банката. Тоа не треба да надмине 48 сати. Ние како представништво, значи се грижиме да тој материјал биде транспортиран на време, затоа што во тој случај имаме достапност до што поголем број на виабилни матични клетки.
наша цел е, како што кажав, значи изолација на што поголем број матични единици на матични клетки. Во тој случај, значи, и евентуално повеќе кратна употреба и материјал кој што ќе се чува за целиот живот на тоа дете. Колева, знаете, нашиот македонски менталитет говори дека се што е ново, македонците имаат и предрасуди за тоа. Постои ли опасност, значи, од донираниот, всушност од собствените матични клетки да бидат искористени без да знаат родителите? Постои ли таква опасност? Може ли да се искористат, значи, тугите матични клетки? Не, баш заради тоа ние го плаќаме, односно родителите плаќаат таков одреден износ. Значи, тие потпишуваат договор. Или доколку станува збор за компатибилен материјал? Да, значи станува збор за договор, односно во договорот точно стои дека родителите мора да бидат согласни да тој материјал биде ослободен. После 20 години новиот договор би бил, например, на подписник самото детенце, така да во тој случај со негова согласност тој материјал мора да биде ослободен. Значи, се добива сертификат, односно после криопрезервирање, родителите добиваат сертификат на точно изолиран волумен матични клетки, точен број на единици на матични клетки, така да родителите кога би сакале да бидат ослободен тој материјал, му јавуваат на крио и бараат да биде тој материјал ослободен. Значи, без нивна дозвола, едноставно тој материјал не смее да биде користен, затоа што, пак ќе кажам, веќе на сертификатот, односно на лабораторискиот извод, точно пишува кој волумен на матични клетки се чува таму и кој волумен ќе биде искористен за евентуалната трансплантација. Значи, не би можело да постои начин, да кажеме, значи, постои простор за кражба, евентуална кражба. Токму тоа е, значи, пак ќе кажам, им правиме разлика од јавен за приватен сектор. Значи, во приватниот сектор точно се знае кој волумен на матични клетки се чува и затоа и баш родителите нели го плаќаат тој одреден износ за да може во текот на тие 10 или 20 години да се чува, односно да се за евентуална нели употреба. Споменавте многу занимливости во врска со трансплантација на матичните клетки. Докаде се движи во светот? Колку веќе имали, значи, некоја статистика што се има излекувано со трансплантација на матични клетки? Многу интересен податокот во регенеративната медицина, односно какви се органи веќе се синтетизираат од матични клетки, како што се, например, срцеви залистоци. Значи, веќе се синтетизираат срцеви залистоци само од матични клетки. Има синтетизирано други органи како трахеја, веќе направено трансплантација, дури на истите трансплантации се направени на деца, кога комплетно се синтетизира трахејата и се вградува повторно назад кај пациентот, или кога се синтетизира биотехничко срце, досега е синтетизирано веќе, значи биотехничко срце на стаорет, тоа значи дека не е само структурно обликувано срцето, меѓутоа го има и она функција да бие тоа срце. Сега такви испитувања се прават, односно такви експерименти се прават на срце од свиња, чие што срце е многу послично со човечкото срце. Значи, какви се предвидувањата на регенеративната медицина во однос на ова, дека многу луѓе чекаат на трансплантација за органи. Сега кога ние би можеле да си го синтезираме собствениот материјал, тоа би било прекрасно затоа што нема да има никакво одбивање на тој материјал, дека тоа е собствено ткиво, односно сосема 100% компатибилно со собственикот на кој што би била правена трансплантацијата. Каква е заинтересираноста во Македонија во врска со ова? Кога би ја спорила Македонија со останатите држави на Балканот, сепак уште е мала. Може би затоа што е како се уште нова, како што и спомнавте, се уште нова е можност и процедура во Македонија. Меѓутоа, баш заради тоа сме ние советниците, значи кои што се бавиме со оваа проблематика, овде да поразговараме со заинтересираните родители и ни родители, односно со заинтересираните трудници за оваа можност. Секогаш ги советувам мајките, едните мајки, дека би требало да се информираат повеќе околу оваа можност, токму поради тоа што е неповторлива, односно еднаш во моментот, еднаш во животот на тоа детенце ќе се има простор да се собере тој материјал.
Така да, еве ги покануваме сите заинтересирани трудници кои што сакаат да слушнат за оваа можност од сега па натаму на вежбите кои што се одржуваат во здравен дом за безболно раѓање, односно психофизички вежби за безболно раѓање, каде што 1,5 час до саат време ќе има едукација токму за оваа можност. Слободно може да се обратат, каде што може да добијат повеќе информации околу оваа услуга, околу оваа процедура. Добро, и за крај, како ја гледате иднината на матичните клетки во Македонија во наредниве 20 години? Па се надевам дека заинтересираноста ќе скокне многу повеќе, односно поголем дел од идните родители ќе може да се, односно ќе се одлучат да го сочуват тој материјал, дека Македонија, знаеме дека малце заостанува во однос на здравството и во однос на трансплантациите кои што се прават, меѓутоа мораме да бидеме оптимисти дека еден ден ќе се прават такви трансплантации како што се прават во светот. Да, и секој дете ќе има своја матична зачувана матична клетка. Токму тоа е и нашата цел, односно поголем број на родители кои што ќе се одлучат да го сочуваат тој материјал за текот на целиот живот на тоа дете, затоа што статистиката вели дека еден од тројца на 60 годишна возраст секако ќе има бенефит од тој материјал. Сега да, можеби во првите години од детето родителите не сакаат да размислуваат дека нивното детенце ќе биде болно и така натаму. Меѓутоа веќе приказната е сосема друга кога после 50-та година на тоа дете. Знаеме дека живееме премногу бурен и стресен. Но со ритмот на живот веќе после 30-та година така. Сега која е предноста на тоа дете, на тој човек тогаш, кој ќе си го има собствениот материјал зачуван во одредена банка? Јас ви благодарам на разговорот, се надевам дека овие 30 на минути ќе влијат на враштипјани, се со цел, значи, да се соберат, да обезбедат здрава иднина за своето поколение. Ви благодарам. Ви гледавте уште едно издание на емисијата Омнибус, гледајте го и репризното. Довидување.